Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов во емисијата во Центар на телевизија Алфа. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50-60 минути и вие и јас имаме право да ја знаеме вистината. Вечерва имаме две интервјуа со Аладин Демири, поранешен градоначалник на Тетово, и со Ванчо Шехтански, председател на партијата ТМОРО. Емисијата трае некаде околу 55 минути. Темата, кој имате вакви гости, темата не е важна, почитувани гледачи. 55 минути, одлична емисија, останете со нас и сигурно нема да зажалите. Вие бевте десна рака на Арбан Џафери и бевте градоначалник на Тетово. Пред се ние бевме пријатели, добро се познававме. Во исто мало сме живееле и одлично соработувавме. И проблемот е што концептот, филозофијата, политичката филозофија ни се совпаѓаше. Немаше потреба за уметување и за... Поентата на оваа емисија е како се манипулира на избори и како се манипулираат гласачите. Вие сте победили на локални избори во Тетово, тоа е круната, нели, на сите избори во албанскиот дел. Да. Колку пати се прегласуваш во Тетово? 3-4 пати? Не, пред да вие да 7 станете? месеци се гласаше. 7 месеци се гласаше. Кога беше? Ноември почна, октомври почна изборите, во март завршија. Како лесковачки воз, Да, знаеш. видете. Како Во се... овој минат период, кога се зборува за избори, најмало, ама баш најмало, во тие избори има политика. Што има? Манипулација? Се освен политика. Бидејќи воз- Има манипулации огромни. Што треба да се направи да се победи на едни избори? Ние сметаме дека треба да има многу пара или многу пари, меѓутоа кога се свртиме наназад, прво мора да се создаде потреба. Вештачки, манипулативно или реално се создава потреба од одредена политичка прагма и врз база на таа потреба подоцна се бара и личност и се бара понуда која ќе задоволи таа потреба. Тоа е суштината. И релевантни се сите овие работи. Прво што се бара јака партија, која внесува доверба во електоратот дека со своето минато, со својот капацитет може да направи Нешто. Второ што се бараат тие проклети пари. Парите се, затоа што... Колку пари треба да се добијат или да се дадат? Многу, не сум ја експерт за пари. Добро, вие во Тетово веројатно во Тетово сте требале многу пари. Влеговме со 8 милиони, со 13,000 марки. Поуздано, после неколку години ми кажа дека Бранко Црвенковски на Абдулади му дал 1 милион марки за да ги добие тие избори. На Абдулади Весели. На Абдулади Весели, тој ми беше. И тоа ми го кажа после, неговите блиски. Со Аладин Демири разговараме на тема како се манипулираат гласачите, како се манипулираат изборите, што е потребно да се победи на едни избори. Тој победи некаде пред 15, пред 20 години на изборите во Тетово. 7 месеци траја тие избори. Што де факто е потребно, какво тесто треба да се замеша да се победи на едни избори. За тоа разговараме со Аладин Демири. Што сега ќе бидат мантрите или стратегиите или манипулациите на овие избори? Едните ќе викаат Македонија само што не се растурила, вторите ќе викаат ние ќе ја спасиме Македонија. Ева вака ќе биде Што сега што може да победи сега на овие председателски избори? Конфузно е тука. Ова ќе биде следните избори, ќе бидат борба на предавници и патриоти. Сега како ќе се поредат тие? Поемот предавник патриот ќе се менува по потреба. И едните и другите ќе го носат. Али концептуално предавници ќе бидат овие што гласа за влез во НАТО, СДС. Меѓутоа гледате заед, вие му велите ти си предавник, а тој вели не, јас сум храбар и сум среќен што ја внесов Македонија во НАТО. Апсолутно ова сакав да го зборувам, дека поимот предавник и патриот ќе се менува. Ческа едните, ческа и другите. Проблемот е сушествено политички. Што се сака од Македонија? Што се сака? Јас лично мислам дека освен НАТО и Европска унија, Македонија реши еден огромен проблем. Се здоби со самостојност. Стана самостојна држава, мислите? стана призна. Да. Која Македонија, господин Демири?
Која е Добро, Македонија? Македонија е за мене, али нека се Македонија- нарече Северна Македонија. Добро, Македонија умре. не пред еден е месец. умрена Македонија. Не постои. Не е умрена. Възможно. Редефинирана, Не е редефинирана. осакатена, Не е обезличена. осакатена, не е обезличена, не Македонија, мислам така. која се срами од самата себе. Не. Еден дел на Македонија, од лукративни или некакви други причини, може би смета дека е победа, што на ваков начин сме станали членки на НАТО и НЕО. Па знаете, ваков начин мислам дека дури американците им е срам што станавме членки НАТО, со купување пратеници. Со багер не зема, со багер не внесува во За НАТО. начинот за начинот Нема, како станавме имаме право. пазите, Мислам дека ова не му требаше на заев. еден народ ни по излага која кој цена. на референдум не излага, значи праќа јасна порака дека не сака да се смени името. Значи со кршење на сите можни процедури, постапки, демократски фаули и така натаму. Како можеме да се гордееме со тоа? Значи на човек и кој се родил сакајќи да влеземе во НАТО, му е срам кога гледа како сме влегле во НАТО. Понижувачки, неморално, недемократски. Јас немам таков гнев. И не ја гледам работата со гнев и со ова. Кога кажам дека Македонија се спаси, мислам на самостојност и самобитноста на Македонија, на македонците као нација и на Македонија као држава. Затоа што, видете, Македонија успеа да произведе неспоразуми со сите можни соседи, освен со албанците. Да, и со албанците измислија дека територија сакат да им земат. Добро. Македонија. Али види ама се сега, извинувам. види. Не, ма сега- Сакам да ја добришам оваа мисла зашто е важна. Стане проблем идентитетот. Идентитетот се сочува, не е проблем. Го проблематизира грците. Јас мислам дека го проблематизира територијата. Стана проблем јазикот со бугарите. Бугарите нешто цело време проблематизираат. Не најдоа начин да го решат спорот со името, со онака како што го решија србите и хрватите. Видите, ако еден македонец денеска зборува со еден бугарин, се разбираат, нели? Апсолутно не треба преведувач. Истото беше со српскиот и хрватскиот. Не се согласувам со вас. Не мора да се согласиш, јас ја гледам така. Господине Демири. Или проблемот со црквата. Зошто сите овие проблеми се произведува? Основно е. Видите. Се произведува затоа што македонската држава као држава многу доцна се створи. Ова е основен проблем. И претензии имаа сите други. Господине Демири, Да. се извинувам. Видите, ако вие живеете со одредена жена, таа ви е сопруга, и ако во 10 години вие 10 пати кажете кај да се оди на годишен одмор, па и на најубави места да одите, таа ќе се чувствува дека не се слуша незиниот глас, дека не се почитува незината волја. Тој брак е осуден на неуспех. Политиката не е умешност вие да капитулирате, да попуштите пред сите соседи. Политиката е умешност вие да се договорите на рамноправна основа со сите соседи. Велите, им се спорело дека албанците сакаат територија, па првите 5 комуникеа научака се токму тоа, да ги избркаме славо македонците од нашите вечни огништа. Меѓутоа не испадна така, тука е основниот политиката со Бугарија и негацијата на Македонија, тие го постигна тоа што го сака. Според нив Македонија постои 44 година. Е коминтерновска творба. Како може една нација да биде коминтерновска творба? Грците го постигна тоа. И ние се велиме, Македонија обезбеди да биде независна, да биде идентитетски капацитетна и да биде самостојна. Како? Со негација на све она за што се борела? Со негација на генерации што сакале? Па ако е тоа суштината на политиката ни живеето, ајде сите да капитулираме и сите ќе биме најстрекни на светот. Не е тоа, очигледно. Не би правил голема полемика со ово, јас сакам само од една мало понеутрална, без оној осет на набој на еден македонски национализам или друг национализам, како да го уништиме она што го имавме синој од угледни професори. Фала што ви се деси гостивар овој од тој тип на набој. Овие набои дека се разнебитнува македонскиот народ се погрешни. Не се разбетнува македонскиот народ, само државата како територија. Прво се извинувам.
Значи, ова апсолутно не одговара на тоа што беше од некои професори или јавни личности, нели, кои пишувале на Фейсбук. Не. Оној најбој. Ово е поблак. Не. Прво не е набој. Набојот да се осеќаш разнебитен. Да. Набојот. Ама ова нема врска со. Ова нема врска со несреќата. Ама не држи. Ама нема врска со несреќата. Има врска. Нема, Алжан Демири. Понижувачки беше тоа. Да, ама јас исто се згрозувам со тоа. Ама ова што ви го поставам ко прашање, Ја не се згрозувам за ова. Нема врска нема со тоа. Не се згрозувам. Мене некако не ми е јасно. Jer поимот македонец се сочува, јазикот македонски се сочува. Сега јас не бранам позиции на Заев и на овој. Бранам една неутрална позиција. Само вие најголем заевисте станале. Не, нема врска Заев со ова. Па ни Заев се добро. Сочува, не би го бранел тоа. Не би се сочува идентитетот. Ама не се сочува. И едино спорно што испадна по рамко овој договор стана територијата Македонија. Македонија, ете се овде имаме проблем. Македонија реално е античка Македонија. Оваа Македонија, денеска што ја имаме, е нова. Ама не е така. Како не е така? Ајде. Вие сте албанец. Да. Постои ли разлика помеѓу вас кој албанец у Тетово, албанец во Призрен и албанец во Тирана? Никако. Никака, така? Да. И јас тоа го респектирам. Јас тоа го почитувам. Меѓутоа постои разлика помеѓу македонец во Скопје и македонец во Лерин. Татко ми е македонец кој роден во Лерин, се извинувам. Знам. Татко ми е македонец кој роден во Лерин. Мајка ми е македонка кој родена во Костур. И те се различни македонци, согласно договорот од Преспа, од јас кој сум македонец роден во Скопје. Видите? И видите сочуване идентитетот. Дома кај мене у фамилија имаме различен идентитет ко македонци. Дома кај мене у фамилија, не у држава. Васко, јас сум работел со две, во иста канцеларија со две, ова што го зборуваш, вие самите ја направивте, егејци ги нарековте. Други се тие. Јас сум работел со две такви жени во 5 години во иста канцеларија и целата траума нивна ја знам. Разликата се направи меѓу самиот македонски народ. Ама ви имате тие тоски, ги сватија ви имате туѓи. тоски, геги, епирци и никој, ама не се извинувам. И ви имате тоски геги. Се многу поразлично од егејците и вардарците, условно речено, па никој не спори дека постојат два типа на албанци. Никој не спори дека албанската нација има еден идентитет од оваа страна, друг од таа страна на границата. Имате исто многу разлики, меѓутоа знамето, и затоа беше борбата и во Тетово 96-та, нели подоцна, знамето во обединува, територијата во обединува. Културолошки разлики имате, дури имате религиски разлики, имате секакви дури јазични разлики, многу поголеми него самите македонци што се вели, меѓутоа имате работа и го спиват. И никој тоа не го негре. Колку сте вие сензитивни и чувствителни на тоа прашање, а толку лесно, кога стана збор за македонците, делите рецепти, велите не го зачувате. Не дадам рецепт, јас само кажувам моје мислење и мислам дека за 5-10 години ова ќе биде најсреќното решение македонскиот народ, сега за народот. Дека за прв пат се здобива со стабилна држава. Добро за вас. Затоа што негирањето на Грција, негирањето на Бугарија, негирањето на Србија, освен албанците, секогаш беше онаа копка што ја чепкаше суштината на македонштината. Разбираш? Украдено е овде нешто, украдено е таму нешто, украдено е овде нешто. Албанците негират. Сега за прв пат, албанците не сме украли ние. Не, и албанците негират. Тиранската платформа е негација на македонска државотворност од 44-та година. Не се извинувам. За Тиранската платформа, прво тоа не е платформа. Тиранската платформа вели дека платформа е производ на овој што сака оној синоќа што го има и овој друг што го имаме во политиката, албанците да ги доживат као странци, као непријатели. Таа платформа не е платформа. Тоа е меѓупартиски договор каде се сублимирани барањата на албанците од 91 до денеска. Едина среќна околност беше што партиите се согласија за прв пат. И одма после тоа Али Амети почна да ја ништи. Од кога?
партиски договор се потпишува во присуство на официјални лица на една соседна држава. Меѓупартиски договор се потпишува во клуб на пратеници, се потпишува собрание, во некој хотел во Скопје. Овој се потпише во присуство на премиер на Република Албанија, кој се смета како матична, кој се смета како матична држава на албанските народ и албанците седека на Балканот. Им требаше авторитет да ги усогласи. Многу ги минимизирате сите тие работи кои не го одговарат. Да. Такви се. И тиранска платформа. Па слушате го. Што има лошо во тиранската платформа? Слушате го Зијадин. Што е лошо? Слушате го Зијадин Села. Слушам Зијадин Селе. Што лошо кажува? Изминатите 2 или 3 години. Прво вели, се испушти историска шанса 1912 година. Тоа се изјави на Зијадин Села пред година или пред 2 дена. Да. Се испушти историска шанса се направат 4 еднакви нации на Балканскиот полуостров. Бугарска, грчка, албанска. Не на села, тоа е француска, да. Ама тој тоа го кажа. Тој зборува за двете балкански војни каде Македонија немаше, за македонци. Не, Македонија немаше, беше распарчена, каде се правеше тие две балкански војни, се правија драж да го земат, Албанија да ја разнебитат. Ова беше суштината, затоа што Македонија веќе беше решено. Освен Грција. Беше Сан Стефанска Бугарија, беше Јужна Бановина, беше ова во таа логика. Ако историјата така се гледа, а така е. Господине Демири. Да, за ова зборува. Господине Демири. Република Словенија призна Македонија под уставно име. Да, и прво ја ратификуваше. Република Хрватија призна Македонија, Хрватска под уставно. Република Македонија зборна 92 година. Турција призна, Бугарија призна, Романија призна, Унгарија призна. Значи, сите соседи ја призна Македонија под нејзиното уставно име. Единствено Република Албанија и ден денес ја признаше Македонија до промена името Северна Македонија под поранешна Југословенска Република Македонија. Грција и Албанија. Да. Учествуваше Албанија и во војната 2001 година, учествуваше со Тиранската платформа, учествуваше Косово и во војната 2001. Чекај, кога кажуваш учествуваше Албанија во војната 2000, па како учествуваше, со што? Со све. Што е све? Ама со све. Војници донесе? Па имаше влез и преку територија на Албанија. 5-6 романтичари. Оној командант Тели, оној командант Тели. Романтичари кои... Ама добро, сега видите, Тенкови донесе, прво велите, пари донесе, прво велите немаше, програма донесе, прво велите ама немаше, имаше. Што имаше? Од Косово, па битката на Радоше е директен влез на КЗК на територија на Република Македонија. Во текот на војната 2001 година штабот на Али Ахмети не е во Шипковица, туку е во Призрен. Преку Призрен, значи преку косовска територија се влегува на територија на Македонија. Да, ама тоа е директно мешање. Значи цело време се обидом. И са вие велите, не сме имале. Имате бугарите, имате грците, имате албанците, имате србите. И тоа не е спорно. И тоа не е спорно. И што значи ова вака дефетистичка теорија дека сите сакат да не мразат, сите сакат да не разнебитат? Што тоа значи? Тоа значи дека овие сите што секаде се неспособни, не ги разнебитиле македонците. Не тоа така. Не. Зборувам од албански аспект. Никогаш, ама баш никогаш, со моето делување во политика, никогаш не постоела идеја за геноцид. Да се истераат македонците од овие територии. Никогаш, службено ти кажувам, тоа со најголема одговорност од 91 до денеска. Никогаш не постоела идеја да се угнетат македонците, да им се забрани јазикот, да им се забрани ова, да им се забрани она. Ама никогаш. Единствено, единствено што сме се бориле, ние сме се бориле да бидеме равноправни. Да. Албанскиот да го биде службен. Што губи Македонија ако е албанскиот службен во Македонија? Изминатите 30 секунди кажавте две исклучително проблематични. Кои се проблематични? Не сте се бориле за геноцид врз македонците. Никогаш. Па како може се борите во држава која се нарекува Република Македонија? Па уште тоа да сте го правеле. Па како не може кога мнозинството во Западна Македонија, не сме мнозинство, кога мнозинството прави геноцид врз малцинството. Тука е проблемот. Во одредена територија. Ама тука е проблемот. Така ги доживуваат луѓето. Ама тука е проблемот, Демире, што е унитарна држава. А вие ми говорите за две Македонии. И тука јас и вие не се разбираме. Вие велите, ние сме мнозинство во Западна Македонија. Погрешно. Унитарна Македонија, еден народ, една црква, еден јазик. Македонија не е унитарна, нити ќе биде некогаш.
niti može da биде. Македонија била секојаш унитарна. Унитарна во концепт на надворешна политика и надворешни граници. Тоа да, таа унитарност. Не унитарноста на јазик, нација и култура. Да го цитирам Бранко Цренковски. Кој Бранко? Најдовте некој грех тамо од Струмица, која разнебити Македонија. Вие му велите немој да ја прифаќате Тиранска платформа, он вели едно општество за сите. Вие му велите не се договарајте со Грција, тој вели ќе добием Нобелова награда за мир. Вие му велите Бугарија сака да го негира постоењето на македонскиот јазик, македонскиот идентитет. Тој вика Бојко Борисов ќе биде најголем спонзор за влез во НАТО и во ЕУ. Имате дисконтинуитет, дискомуникација со тој човек, не се разбирате. Не можете да општите со тој човек. Дисконтинуитет или дисконтинуитет на овие мои гледања може и да го сватам. Меѓутоа, овие што бранат Македонија. Добре, вие го браните Заев сега. Не бранам без Заев, ја не ме интересира Заев. Што е за вас Заев? Кандидат за Нобелова награда за мир? Као личност. Да, па е. Неконзистентна личност, неконзистентен цела политика му ја браните. Ама не цела политика му ја браните вие. Ја делото го бранам затоа што направи добро дело. Ја не знам кој му бил ментор. Ја не знам кој го бркал ова да го направи. Ја знам едно, он сам ова не знае да го направи. Он сам ова не знае да го направи. Овде треба да бидеме на чисто. И оние што му менторирале. Тие се многу добри пријатели. Мислите дека треба пријатели на македонците, на македонштината. Мислите дека Јер овој начин на бранење на Македонија како ти постапуваш, ова е уствари ништење на Македонија. Ова е ништење на Македонија. Значи, А кога не те признава Грција, не те признава Бугарија, не те признава Србија, која до вчера беше тука и ќе рече и денеска сте вие бановина. Сте биле вчера бановина и денеска сте бановина. Разбирате? Кога? Ние имаме договор со Бугарија, договор со Грција и имаме Тиренска платформа. И со тие 3 капитулантски договори ја спасивме Македонија според вас. Така? Ако добро не се капитулантски договори, тие се меѓудржавни договори. Не капитулантски се договори. За Тиранска платформа ти сакаш да ја наречеш, наречи ја како сакаш. Ако постигнеме договор со србите, и исто така капитулантски, тогаш уште повеќе ќе спасиме Македонија според вашата логика. Не, што ќе биде иднината? Каква Македонија ќе има? Ова ми е важно. Која Македонија? Добро, ако земите сопруга дома. Ако земите сопруга дома и смените вера, и смените религија, и смените име, ја тепате секој ден, не ја пуштате да излага како комши, и преживее до 80 години, ја тормозите, ја малтретирате, ја уништувате или ја спасувате? Сега, упоредувањата не ти се на место, како прво јас немам сопруга, ме почина, нема врска, и ја знам, сум бил долго време во брак. Долго време сум бил во брак и знам. Не ми беше поентата тоа. Идејата на вакво договарање држава меѓу народите и има теорија, политика. Бугарија вели цар Самуил не е македонец. Ние викаме да, не е македонец. Бугарија вика Гоце Делчев не е македонец. Ние викаме да, не е македонец. Грција вика тие македонци што се родени во Егејска Македонија не се македонци, кои македонци. Ние викаме да, не е. Каде Србија ќе ни речи во Прохорчински не се случило тоа. Ние ќе речеме да, не се случи. Албанците со Тиранска платформа ќе кажат 300 работи дека сме геноцид, ќе речеме да. И ние на крај сме се спасиле. Па дај Боже да не се спасиме, може ќе ни биде подобро. Така се спасуваше Слободан Милошевиќ со Србија и од победа во победа влагаше, нели? И до Токио стигна Србија. Да, и стигна до Токио. И на крај да рече, дај Боже еднаш да изгубиме, може ќе ни биде подобро. Ние стално победуваме и од ден на ден ние све полошо. Дај Боже да изгубиме, може ќе ни биде подобро. Се навлече самиот во синдромот Милошевиќ и овој синдромиот на одбрана на македонштината, онакако каде водат тие два пата. Каде вода? Ама зашо одма етикети? Зашо одма етикети лепите? Зашо одма етикети имате? Пред 15 минути пробавте да ми залепите етикети за тоа што го пишувала Ванковска. Па јас се оградувам. Не, јас се оградувам. Сега ми залепоте етикета со Милошевиќ. Па јас тој човек го сметам за историска штетна личност, која е растурил и која е растурил. Ама јас, ако се брана Македонија, не мора да сум Ванковска или Милошевиќ. Само се Ама може да ја бранам штетно, но не сум злосторник ко Милошевиќ и не сум човек кој се сипи на туѓа несреќа. Зборувам за штетата.
Не те упоредив тебе и никога, или Како не одма политиката. етикета? Не, Се знаеме политиката. толку години, одма етикета. Која штета ќе ја направи ова одбрана на политиката и која штета ја направи на Србија? На исто се своди тоа. На исто се своди, затоа што непријател си со грците, непријател си со бугарите, непријател си со србите, непријател си со албанците. Па уствари кој тебе те признава? Па по таа логика. Што е проблемот? Па по таа логика. Што е тоа непријателство? Треба да дадеме све, Не. за да бидеме пријатели со сите. Никој не бара од И како не македонците ба- ништо. И како не бара? Ништо. Барат и албанците, барат и бугарите, барат и србите, барат све барат. Види вам. Ама уште душата да не земат, Види вам. Демири. Ама Види уште вам. душата Не, да не, не земат. не, не, Даме никој уште не зема душата да не денеска земат. душа. Ја До не парите сакам поише сакат, не веројатно, сакам историјата. На овој начин да спорам со еден македонец во онаа смисла, јас да ги отрезнам. Апсолутно не ми е тоа идеја. Со Банчо Шехтански разговараме околу 3 крупни прашања: улогата на властите во Република Македонија и на Балканскиот полуостров. Дали проектот Голема Албанија е албански или влашки проект, улогата на тајните служби во формирање на македонските политички партии и во промената името Република Македонија во Република Северна Македонија. Че тоа се трите клучни теми во интервјуто со Банчо Шехтански. Кој влада е денес со Македонија? Влазите? Власите? Да. Македонските власи или балканските власи? Проектот Голема Албанија не постои. Проектот ГГ-ите се фактички одбрани од тоските за создавање на тој голем проект Харманеска. Смете дека проектот Голема Албанија е влашки проект, Да. сака да кажете? Да. На што ги темели тој работи? Не знам, Дејан Лучич сум го гледал. На сите разбеднувања, на сите што владеат, значи на Балканот, на капиталот каде е, на све. Да, Дејан Лучич разве одредени тези, сум го гледал изминатите месеци или два. А Васко знаеш што друго? Кај што вели дека најголем дел од политичките елити, почнувајќи од Црна Гора, Србија, Пашич и така натаму, дека имат влашко потекло. При тоа Точно е. не треба да се свати како некоја Ма не е тоа злонамерно. теорија на заговор или говор на омрз, така, но меѓутоа дека се развија теза дека на вистина властите се стратешки позиционирани во сите овие балкански држави. Така е. Вклучително и Каракачанов, нели, за кој се вели дека има влашко потекло. Не се вели, туку е. Од Русе, Точно. клучниот влашки град на Каракачани. границата. Да. Тие се негатори, значи, на идентитетот македонски. 94-5 година се случува приватизација. Бранко Црненковски ја дозволил приватизација и тогаш таа влашка доминација е бетонирана во Република Македонија. Имат контрола на парите, контрола на банките, контрола на политичките партии, Или државната безбедност. државната безбедност. Шехтански, кога бега Грилакис од Грција доаѓа во Македонија Добро. и подоцна оди во Романија. Ние тој факт го пренебрегнуваме. Дедо Наум, кој е еден од главните играчи на тоа влашко лоби во Република Македонија, има обратна траекторија од Грција, бега во Романија, па доаѓа во Република Македонија. Романската служба е исклучително мокна во Република Па Македонија. така испаѓа дека е. Види, уште 912 година во Валона, која формира албанската држава прво? Од Валона. Советникот на турскиот султан, кој што е по потекло, значи од влашко семејство од Валона, од Флоре. Гледате, Зоран Заев, со помош на Дедо Наум, е врзан со Бугарија и со влашките структури во Република Грција. Во Грција има два крила кои имат капитал или три крила. Едното кој потекнува од Мала Азија, кои од Смирна доаѓаат во Грција, претежно во Егејска Македонија. Второто крило нели е од Крит или критските династии кои завршуваат на Кис, и третото крило се овие кои се препегани од Романија или од 850 или 860 година од тие влашки кнежества, нели, фанариотски државички или кнежества. Романски. Да, романски. Романи. Кои доаѓаат? Бутарис, врските на Бутарис со Павле Трајанов, врските на Бутарис со Слободан Богоевски, со службите во Република Македонија, секогаш беа исклучително мокни и влијателни. И тоа е структурата која го реши проблемот на името. Па на Ману, ај сети се ти кој ти е председател последен, сети се на македонец на Ману. Сети се. Ве изненадува ли, например, дека Гордана Селјановска својата номинација отпочнува со лозунгот на Киро Глигоров "Македонија е се што имаме"? Па тоа е останато од реформски сили на Југославија 90-та. Се сеќаваш? Реформски сили Да, на се Југославија? Па кој беше министер од реформски сили на Југославија? Таму беше Гаврило Гаврилски,
еден од клучните играчи Гаврило Гаврилски, кој беше тогаш генерален директор на МАК Петрол, сите големи директори во Република Македонија, вклучително и Данчо Шутурков кој од РСН, кој исто има влашко потекло, значи целата таа структура или бизнис олигархијата во Република Македонија, која почна да се приватизира според закон за Анте Марковиќ, беше дел на таа политичка партија. Реформски сили на Југославија. Да, подоцна либерална партија. Подоцна не е битно подоцна. Имаше и друга, СКМ, Покрет за Југославија. Да, тоа беше со седиште во Куманово. Да. Се одвои од Петар Гошев. И имаше движење за Југославија. Тоа беше Саво Климовски. Да. И тоа е елитата која нас ни се врти во разни варијанти. И елитата ви се врти 30 години исто. Иста. Да. И да не те чуди тоа што македонците добија држава од 91 до 93. 93-та сами побараа да бидат фиром во Обединените нации, никој не ги тераше. 95-та сами го сменија знамето, 2 дена после атентатот на Глигоров. И времената спогодба Да. е прифативна. И комунистичката елита која изврши приватизација 90-тите е најголем поборник на НАТО денеска. Ние немаме ништо против. Никој нема Македонија македонците да седнат како 30-то столче. Меѓутоа ова е нов субјект сега. Северна Македонија. Нов правен субјект со ново уредување, двојазична, со нов матичен број. Таа комунистичка елита која 90-тите изврши грабеж во Македонија, таа остана неказната. Таа беше признаена како нова капиталистичка елита од Западот, а за возврат сега, после 25 години, обезличување на се што е македонско, тргајќи од името, фиром, до знамето, до мернувањето на внатрешните граници преку Законот за територијална поделба, нефункционирање на правниот систем на државата доведе до неуставни промени 2017 година, кои што се резултат и 2018 кои што се резултат на 36 македонци во собранието само. Господин Шимански, децата на комунизмот. 17 пратеника од ВМРО ДПМН се етнички македонци, 19 од СДСМ, 36 македонци имаме во собранието. Јас не ги бројам по тоа од која партија. Јас ги бројам по национална припадност. Малце расистички ми дело морам да го зошто признам. биде расистички? Па добро, знаете, вака црвени или бели крвни зрнца да броите, тие се македонци, генерално. Јас важам за националист, меѓутоа вакви некои броења, толку македонци, етнички, волку македонци, ми дело малце расистички, морам да признам. Нема врска. Далеко од тоа, македонците ниту се геноциден народ, ниту на некого направиле геноцид. Независна Македонија беше со подршка на Америка. После неколку дена беа истоварени сините шлемови да ја штитат Македонија. Така беше. Македонија дури една од трите земји во светот, Јужна Кореја и Израел, што има спогодба со стратешко со Соединените американски држави. После Букуреш. Меѓутоа Македонија е единствена земја во Европа чија америчка амбасада беше запалена. Да, 99 година. Значи, од кога почнува, ние 25 години преговараме со Грција, мислиме име. Северна Кореја, Северна Ирска, не менува идентитет. И ова е сега спин со Северна Македонија. Значи, се зацкрива вистината. Ние не знаевме дека има договор. Ние имаме договор, писмен, меѓународен договор за промена на идентитет. Значи, тоа не беше спомнувано овие години. Ние во НАТО да влезевме како македонци, немаше никој ништо да рече. А ние не влегуваме како македонци, ние влегуваме како нов правен субјект со нова редефинирана држава внатре. Скрос нова, двојазична. Добро, Чектански. Чив производ е Зоран Заев? Чив продукт е Не знам Зоран? тоа чиј е и кој чиј производ е, тоа е најмалку важно сега. Меѓутоа, овој Зоран Заев личи на Лјупчо Георгиевски 99 година. Лјупчо Георгиевски не ги реши овие прашања, иако нели преговараше за Република Горна За Зоран Заев ке зборуваме, значи историјата кажува. Да. Понатаму. Сега е Бидејќи- лесно за Лјупчо бидејќи- Георгиевски да бидејќи- зборуваме бидејќи од временска дистанца. Знаеш, после 20 години. На Лјупчо веројатно не му беше дозволено или времето не му беше наклонето, бидејќи беше прерано, знаете. За? Таа 99 година. Па не можеше да се реши македонско-албанското прашање пред да се реши косовското прашање. Прво мораше да се реши косовското прашање за 2001 да има Ма војна дај во Боже да Република го решевме Македонија. ние, 99-та, 2000 и 2001 тоа прашање. Значи, ние ќе ја бараме таа карта на ману.
Ние ќе ја бараме таа карта на ману, ова е нефункционална работа вака. Ние ќе ја бараме сега од тој аспект, значи бил во право. Лупчо Георгиевски. Од тој аспект, значи временската дистанца кога се не беше негов проект, тоа беше на ману. Па не добро. беше, не беше негов. Што ќе се случи сега? Значи интервјуто го снимаме во петок. Да, Значи го петок снимаме е во денеска, петок, да. 15 февруари. Да. Не знаеме што утре ќе се случи на конвенцијата на ВМРО ДПМН, во недела нели оди емисијата. За 10 на дени СДСМ ќе бира свој кандидат за претседател на Република Македонија. Мислите ќе бидат успешни претседателските избори? Видите, условите да бидат неуспешни се големи, управо ради она што го кажав во почеток. Затоа што ова ќе биде борба на предавници и патриоти. Точно. Сега, Мицкоски ја има ВМРО, ја има играчка во раката наречена бойкот, ќе ги бойкотира. СДС има друга варијанта, па нека бойкотираат, ние ќе правиме избори, нема да ќе ги наречеме легитимни, не нелегитимни, Да. полулегитимни. Кај На овие состојби, кај претседателските избори е битен вториот круг. да. Не првиот. Првиот и не мора да се бойкотира. Нели може да се шкрта или може било што друго се прави. Битно е нели цензус да има за вториот круг на избори, тоа е 40 плюс 1. И тоа е направено 2004 година кога беше Сашко Кедев и Бранко Царенковски. Нели бидејќи цензусот беше 50 плюс 1 Да. и се проценуваше дека може да има разни уцени, разни манипулации, па дури и бойкот, за да не успеат тие претседателски избори да се влезе во одредена политичка криза. Сега прв пат има најави дека тоа може да се случи. Дека има групации кои ќе ги мерат своите сили дали во една партија, дали помеѓу партиите, дали во одредени политички блокови, кај што може да бидат неуспесни претседателските избори. Не сметате дека заедно со претседателските беше неопходно да има и парламентарни избори, бидејќи ова што сега се случи, влез во НАТО, во ЕУ, промена на име, промена Затоа, на идентитет, видете, договори со Бугарија, со видете. Грција. Тоа никој го немаше најавено 2016 година на изборите 11 декември, од кога овие политички партии сега што се во парламентот црпат политички легитимитет. Политичка незрелост е да се влезе во предвремени избори во ваква состојба денеска каде што е Македонија со оглед на престојните процеси кои престојат за членување во НАТО дефинитивно и не друго и започнување на преговорите. Јер тогаш си несериозна држава. Ама ние имаме веќе избори претседателски. Тоа е едно. Тоа е Ама друго. не се извинувам едно. Тие се редовни. Имаме европски избори. Тоа е друго. Имаме Тие европски се избори. редовни. Да. Април, мај ќе имаме кампањи во европските држави за европски Сакаш да избори. кажеш дека СДС Па или не. власта се плаши? Не, Ја би сакал да се не, плаши. Не, друго јас ви кажам, Ја би сакал дека да се- ние веќе и така сме во изборна кампања. Да. Нова гарнитура европска ќе има во Брисел после мај месец оваа година. Со други луѓе ќе преговарат и Мицковски и Заев. Беше нормално да измерат пред гласачите колку е нивната политичка тежина. Бидејќи на 11 декември нит Зоран Заев издаде со ваква платформа, а на 11 декември 2016 година ниту Мицковски беше претседател на ВМРО ДПМН. Сосема логички е да добијат или да не добијат легитимитет за својата политика и со таков легитимитет да излезат или да влезат во подоснажени преговори околу Овие политичката. предвремени избори, веројатно на тоа се мисли, ако се мисли дека Беше е неопходно. момент да Беше се обори неопходно. Заев. Не. Не, власта да се обори, да дојдат тие што сакаат да вратат името, што сакаат да ги вратат процесите. Тек тогаш настанува хаосот. Јас не мислам Демири, вие дека само- во овој момент И вие мислите дека постои сериозна партија во Македонија? Не, од не, овие со двете? сериозност. Ова не е зло. Не, ма вие мислите дека некој ќе враќа името од овие што сега претендират на власт? па со тоа ќе излезат Не, не. тие. Не, јас Ама знам дека видите, не може. Ама видите. Ама прават клима. Ме Љупчо Види, Георгиевски- прават клима на недоверба, прават клима на омраза. ама да ме Па види. вие не знаете колку се мразите меѓу себе. Нас не избега емисијата, инаку поентата на емисијата беше манипулација со гласачи. Па 98 Па ова зашто зборуваме се најголемата манипулација на гласачи. 98 Идеолошката манипулација е најголема. Демири. Парите и Демири. купувањето и корупцијата, тоа е техника. Тоа се произведува. 98 година Љупчо Георгиевски водеше кампања против приватизација, така? Да. И против фиромизација на Република Македонија. Да. Нешто се смени? Ништо.
се спречи приватизацијата? Окта ја продаде на Ја грците. продаде на грците. Фершпет нешто се направи. Не Се знам. направи со Скопска пивара. Се направи со Кој го почна ништо. тоа? Ништо. Бранко Црванковски ја исприватизира цела држава. Па Тоа е во- првиот организиран грабеж во Македонија Да. и ништо не му се деси. Се согласувам. Мене го. Вториот Пензионер си е, продолжи. има средби на пензионери. Љупчо. Третиот продолжи Груевски, сега во тој тек. И што им стана? Сега е заев. Сега Видите, тешко да кажете. Сега е заев. Сега е заев, Кажете, кажете дека сега е Да, заев. сега е заев. Да. Што им се случува? Им се случува дебела криминализација на македонското ткиво. Добро да мири. Ви личи ли тоа е заев? тоа. Ви личи ли заев сега на Љупчо 98-99 година? Не знам, Љупчо по вака мислеше, по прифатлив. Поприфатлив? Да. Меѓутоа вака драматично губење на рейтинг имал само Љупчо Ѓорѓевски 98-99 година. Затоа што Кој му кој стави, има- затоа што му се кој што има забега сега во заев. две работи. Одидна ги опсу големите. Сакаше да ги истера странците, а не може да обстане сам. Меѓутоа овој кој И Љупчо кога Ѓорѓевски. тие ти ставаат крст, не може да обстане. Да, меѓутоа овој кој Љупчо Ѓорѓевски влезе у Ама преговори и со овој е итер, овој ова не го прави, овој ги слуша. Не, овој, видите, овој мислам дека намерно глуми дека е толку глуп. Он апсолутно не е глуп политичар. Не можем таква, не го познам човекот, Не, не можем видите, таква, глуп- таков профил не, да му не, правам. не, се извинувам овој, глуп во наводници, Да, нели? да, разбирам. Така го доживам. Јас ти кажувам, ја не можам. Се извинувам, господин Демири, човек кој политички ќе опензионира Бранко Царенковски и политички ќе опензионира Никола Груевски е се, само не е политички глуп политичар. Јас прескат зборував за ментори. Видите? За ментори зборував. Погледнете, како он- Менторството е, видете денеска колку јаден е Груевски. Знаете зошто? Нема веќе ментори. Нема кој да го научи. Како да се дотера со вале, што да зборува, како да оди, што да обличи и така натаму. Оди направи интервју сега со Груевски. Ќе видиш во кој јад психолошки е. Сега, менторите функционираат. Јас мислам дека тоа кај Заев одлично, затоа што има некои работи кои не се совпаѓаат. Видите, он има таа варијанта на Петра Парличко. Он е мал, никој не се плаши од него, не е опасен. За Груевски Не, зборуваш? зборам за Заев. Ама Зборам за Груевски Заев. помал беше. Види, не, говорам како една парадигма. Да. Значи он е мал. Бејли него му наредува. Бејли го оценува со криминал. Он ништо не прави без Бејли. Значи сите потези кои он ги прави. Политички, неполитички, секакви други. Тој се крие зад амбасадорот на Америка Бејли. Видите, која злоупотреба на американската политика и на Джес Бејли прави Зоран Заев. Значи нема потек кој е спроведен во Република Македонија да не е спинуван дека Джес Бејли стои за Зоран Заев. И вие мислите американците дозволат така Тоа го прави. на нивна штета? Не, ама на тоа нивна штета. тоа го прави. Да. Тоа го прави. И со мислам советници дека кои се е, веќе пензионирани на Джес Бејли, оди расчун прави по судството и така натаму, па мораше да го пише во оно соопштение амбасадоров, кај што се оградува, кај што вели, јас не ви вршам притисок. Значи, видите, овој човек, значи, феноменално го води тој процес. Он ништо не може, он е јаден. У исто време фирмите му се трупаат. Значи му се трупаат богатството фирмите, гледаме снимки, Мајбаси вози, вакви вози, сам кажува дека тоа тежат милиони, посебно овие нови фирми околу марихуана и што друго, или што се тие фамилиарни фирми, прави што сака, а он никаква одговорност, не нели Бејли него го тера на сила да го прави тоа. И таа манипулација човекот ја прави 9 години, 3 години. Око не му трепна. На мен доктаче му праќа порака, вика, големите нас не одбра тоа да го правиме. Види, овој вид на политика, овој вид на односи, не дека не го знам, ја го познавам, али не сум го практикувал и мислам дека не води никаде. Ово е ко зумбу љага. Не води Ама никаде. ово е ко зумбу љага. Удма ќе те шутнат утре. Затоа што, онака како го шутна Љупчо, така ќе го шутна затоа што не прави добри сделки пред се за Македонија, за македонците, за граѓаните на Македонија. Види он што направи. Него ќе го урне ова. За членувањето во НАТО, амнестијата и рушењето на целокупниот правен систем. Он не е ни свесен што направи. Јас верувам.
за методологијата, јас сум апсолутно се. Он требаше да ги најде гласовите не со корупција, не со купување, не со рушење на правниот систем. Требаше друг начин да најде, не ова. Ама он поинаку го сватил. Мене ми рекле големите да го направам, после моја работа е како јас ќе ја направам. Епа не е така. Не е така затоа што внесуваш вирус во една заедница. Утре ќе почне проблемот против корупција. Проблемот против корупција немаш ни во НАТО нема да те примат. Ако не се расчисти корупцијата, митото и овие трансакции криминално. Како? С кого ќе преговараат? Што ќе му кажат назаед? Каде е правниот систем? Што значи амнестија? Што значи помирување? Ти се те пречки и тоа ќе го видиш. Ако ги анализираме можните кандидати на СДСМ, во врвот на луѓе кои се најсериозни да станат председателски кандидати се Стево Пенаровски и Никола Димитров. Исклучително интересни политички кариери. 2001 година едниот е советник за национална безбедност, другиот е портпарол. Заминува Никола Димитров да биде амбасадор во Америка, Стево Пенаровски го заминува на функцијата советник за национална безбедност на Борис Трајковски. Значи клучна улога 2001 година, кога е рамковниот договор, кога Република Македонија де факто станува. И Владо Поповски и Фрчковски се тука, се од тука. 90-та година, тие советници на Фрчковски, И сега на Борис Трајковски. И сега Никола Димитров и Стево Пенаровски можни потенцијални кандидати за председател на Република. И клучни, ништо не е, само анализираме клучни играчи. Па нема тука никакви промени. Редефинирање на Република Македонија. Значи, гледај, нема име на партија тука. Значи, овде кад кажав на почетокот, дека структурите, службите во Македонија сега се најголеми поддржувачи на овие процеси. Значи, тие се испазарија 90-тите, тие останаа, преживееја, дојдоа до капиталот, капиталот е во нивни раце и тие се сега најголемите. Добро, Машептански, видите кариерата на Стево Пенаровски. Значи, 90-тите години, шеф на кабинет на Диме Ѓуров. Во време на Фрчковски министар за внатрешни работи, секретар за јавна безбедност или наследник на Павле Тренов е Диме Ѓуров, шеф на кабинет на Диме Ѓуров е Стево Пенаровски. Па 98 година Павле Тренов станал министар за внатрешни работи, Стево Пенаровски е помошник министар за внатрешни работи. Портпарол е на Доста Димовска и Доста Димовска го носи во кабинетот на Борис Трајковски. Браво за КСИО, што да ти кажам. Значи од ВМРО ДПМН, бидејќи ги има сите функции во време на ВМРО ДПМН, станал член на кабинет на Борис Трајковски во време на ВМРО ДПМН. Истите луѓе се 20 луѓе, И сега 20 кандидат- луѓе политички во Македонија. Значи, тоа се Председател. политичките фигури. Не зборам за позадината. Политички фигури е едно, логистиката е друго. Политички се истурените играчи. Или видите го 20 души. Никола Димитров. Видите го Никола Димитров. Од ВМРО ДПМН. Татко му велеше да му сисуши раката на тој што ќе смени името. Синот негов потпиша промена името. Димитар Димитров. Министар за образование во првата експертска влада на Никола Клюсев. Ајка му пратеник беше. Интервјуата на Слободан Богоевски се уште можеме да ги најме во библиотеката. Дали во Скопје, дали во Република Македонија. И на крај што може да заклучиме, што е проблемот со Слободан Богоевски? 6 луѓе на КОС беа членови на првата експертска влада на Никола Клюсев. И можеме ли Шектански да излеземе од ова? Како да излеземе од ова? Како да излеземе од ова? Ова е магиопсан круг. Парите се кај нив, луѓето се кај нив, врските се кај нив, традицијата е кај нив, удба е кај нив, коса е кај нив, све е кај нив. Како да излеземе од ова? Па ние не завршивме со овие структури, тие владеат со државата 30 години. Еден атентат на председател не се расчистува. Два атентата. Втор атентат на председател или пат на авион не се расчистува. Значи све е отворено. Цело време кој некој прашалник да стоеше, тој прашалник на крај да се затвори со Република Северна Македонија. Па сега американците го сменија целиот систем во Источна Европа, во тие комунистички држави, освен во Македонија. Во Македонија остана истата структура. И мене ме чудеше тоа што е пазарот. Пазарот е името и идентитетот. Тоа е пазарот. Хибридна нација на крај. Хибридна нација, види, тука и грчката служба исклучително силна, значи може да се јава како спонзор на целата оваа пародија. Грчката служба. Веројатно, бидејќи интересот на
нови удбашки структури во Македонија, интересот на нив беше да останат на власт. Тие направија приватизацијата, останаа на власт, меѓутоа сега го враќаат ветеното. Нив не ги интересира национална држава, нив ги интересира останување на власт. Тоа се децата на комунизмот. Гледате, например, ако гледате ВМРО-вските лидери. Значи, сите се или убиени, или завршуваат во емиграција во странство. Иванчо Михајлов, и Татарчев, Груевски сега, Александров е убиен во Пиринска Македонија. Само Љупчо Георгиевски, нели, ја нема судбината на тие ВМРО-вски лидери. Да биде во емиграција или да биде екзекутиран. Тоа е силен производ, он. Љупчо Георгиевски. Да. Силен производ. Вие бевте во Министерство за локална самоуправа кога почна да се менувате минјата на училиштата. Да. Имавме интервју и за територијалната организација и за се оно што се случуваше понатаму. И се случи. И се случи. Имавте дури идеја да побарате од Ѓорги Иванов Република Македонија под уставно име да биде зачлената во Обединетите нации. 7 мај 2015 побарав писмено. 2-3 часа беше средбата, значи имавме меморандум за поднесување на барање на Република Македонија до Обединети нации со оглед да не признале 137 држави под уставно име да биде Република Македонија побарано од Советот за безбедност на Обединети нации. Тоа не се случи. Значи, од тогаш само ми се отвори оперативна обработка од таа агенција. Ништо друго. Не имавме писмен документ. Писмено? Да. Тоа е непоголебливо. Да. Се видов со Ѓорги Иванов? Па 10 години Македонија, ајде да не зборуваме пред тоа. Меѓутоа од 2006 до 2016 до завчера Македонија можеше да побара од Обединети нации под уставно име признавање, така? 137 држави немаат признато под уставно. Тоа не го направи Македонија. Го направи владата. Значи вие сте побарале кај Ѓорги Иванов? Побарано. Писмено сте му доставиле? Да. И оперативно сте следени, така да ве разберам. Да. Што значи тоа оперативно сте Па следени? не знам, прашај. Кого да прашам? Па не знам. Мислите дека Значи ние побаравме тоа што е логично решение. После средбата со Ѓорги Иванов? Бидејќи Македонија има луѓе кои што разбираат. Са не ми бегајте од Не ти темата. бегам. Значи, вие сте побарале кај Ѓорги Иванов Да. не признае Обединетите нации под уставно име. Бидејќи 137 држави не признале под уставно име. Игор Јанев тоа исто го бараше. Игор Јанев. Да. И после тоа, после таа средба кај Ѓорги Иванов, вас Агенција за разузнавање ве следи и отвора оперативно досие? Да. И како тоа го толкувате? Не знам како. Тоа значи дека Македонија не сака да биде призната под уставно име како Република Ако Македонија. властите владеат со Македонија, во добри односи Иванов со властите? Не знам. Па добро, пошто вие се распрашувате, трагате по корените на луѓето, дали е во добри или лоши односи со властите? Па веројатно во добри. И што може да се направи сега? Сега треба да дојдат 80 пратеници македонци во собрание, некогаш во некој идно време. До тогаш да се сликаме. Па Македонија е во лоша состојба вака. И секој кул од карти, ќе почне црква, ќе почне све. Значи никој од нас не знаеше дека се работи за името. Гледате, А Јован, името е од 93 година, бидејќи Лисабонската декларација е јасна, не признава ни македонски народ, ни македонска држава, не Европска унија. Од 93 година почнува во Обединети нации постапката со менување на уставното име на Република Македонија. кој денес финализира? Или овој ден финализира? Па финализира, значи тој не е процес дека му текнало на премиер, на председател на некоја партија или на се. Значи јас ти кажав дека ова е процес кој што го турка државата или службите цели 25 години. Јасно. Точно 25 години, од 93 до 2018. Јас се согласувам со вас. И не мислам дека Зоран Заев е случаен, туку Зоран Заев е самоизбран да реализира еден проект, Точно. да реализира одредена стратегија. Баране, најдене. Гледате, тој еден Зоран Заев со кој правиме сите вицу успеа политичка пензија да ги прати Бранко Цренковски, Никола Груевски. Зошто? Бидејќи им истечено рокот на траење. Завршија одредена фаза од целиот тој процес. Времената спогодба е донесена во време на СДСМ, ратификувана во време на СДСМ, меѓутоа таму има еден член кој вели дека на секој 7 години може да се отповика времената спогодба со една година претходно известување до другата страна. Значи ако усвоена 95-та година, истекува 2002, па 2009,
па 2016. Значи една година претходно, тоа е 2001, 2008, 2015. Во сите мандати ВМРО е на власт. Значи СДСМ ја усвојува, а ВМРО во ниеден од своите мандати, кој 3 пати има шанса, не ја отповикува времената спогодба. Значи заедно играат, континуитет. Можеше ли сето тоа собрание да помине без На крај Антонио пратениците? Милошевски жали по времената спогодба. Дали можеше без пратениците на ВМРО ДПМ да се изгласа? Не. Дали имаше реакција? Сега за изборите ќе видиме. Сења автобуси, митинзи и све. За 10 дена ќе видите како тоа ќе биде се организирано, а како пред месец дена се молчеше за ова. Шефански, може нешто да спасиме? Тешко. Сакам да сум оптимист, а тешко. Ова беше емисијата во Центар, јас сум Васко Ефтов, почитувани гледачи. Вечерва можете да погледате две одлични интервјуа со Аладин Демири и со Ванчо Шехтански. Не се гледаме идната недела во истото ова време, до тогаш пријатно вечер Македонијо, каде и да си.